Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапејовски, а во следните 70 минути ќе можете да чуете. Владата смета дека за да биде македонското стопанство конкурентно, треба да се привлекуваат работници од странство или да се преквалификуваат домашните кадри. Ветување од Министерството за животна средина. Со буџетски средства ќе се овозможи пречистителната станица во Југохром да биде во функција. Во Тетово ќе се одбележат 80 години од формирањето на Комунистичката партија на Македонија. Тетовскиот адвокат Дарко Котески на Уставниот суд го оспори општинскиот правилник за исплата на штета по напади од бездомни куќиња. Нови инвестиции во домот за стари лица Сју Рајдер во општина Битола. Прва операција со роботска помош во болницата Свети Еразмо во Охрид. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели, на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Утре нашата света православна црква ќе ја прослави третата недела од Светиот Великденски пост, недела во која што е посветена на честниот и животворен крст. Односно, токму ние секој ден се поклонуваме на Светиот крст, меѓутоа утре, драги браќи и сестри, нашата света црква ја прославува неделата на Светиот и животворен крст или пак наречена крстопоклонна недела. Недела во кој што ние за време на Светиот Великденски пост му се поклонуваме на Светиот крст и недела која што токму е посветена на животворниот крст. Постот, драги браќи и сестри, го подкрепува телото, ги просветува умот и срцето и преку него во духот човечки венеат страстите и добри дела се извршуваат. Умот се издигнува кон небото и оттаму прошка од Бога за нас се симнува. И ете црквата, токму во неделата од третата седмица на Великиот пост, нели го изнесува во средината на храмот животворниот крст, пред кого цела недела ќе се поклонуваме и ќе се поклонуваат верниците. Го изнесе среде 40-ницата за преку него да им напомнеме на верните за страдањата и смртта Господова, да ги охраби и утврди оние што постат, за да го продолжат подвигот на постот, и бидејќи поклонението на крстот продолжува и во четвртата седмица од постот, па се до петокот, целата четврта седмица се нарекува исто така крстопоклона. Во неделната богослужба се сликаат страданијата на Спасителот, но заедно со неговото славно воскресение, што представува радост и утеха за верниот народ, а тоа се согледува во пасхалните ирмоси на канонот од утрената неделна богослужба. Во најстарите устави, како Ерусалимскиот, кој што постои од 7 век, не постои спомен за поклонение пред крстот во оваа трета недела. Но во Цариградскиот типик, апостолот и Евангелието на богослужбата за оваа недела се исти како и денешните, што укажува дека веќе од овој период можеме да ја наследиме историјата на востанувањето на овој спомен. Овој закон или типик ја посветува не само третата недела од постот на крстот, туку и целата четврта седмица, нарекувајќи ја средишна седмица. Евергитскиот типик ја содржи речиси истата богослужба која се практикува и денес. Стихирите, односно богослужбените текстови,
за оваа недела и седмица ги напишале свети Јосиф Студит и свети Теодор Студит, како и свети Теофан Исповедник. Токму поради тоа што крстот не учи на скромност, во богослужбите во оваа седмица провејува и споменот токму за митерот и фарисеот. Во особеностите на оваа недела, драги браќи и сестри, во понеделник, среда и петок на првиот час, наместо стапките мои се пее на крстот Твој се поклонуваме, Владико, и светото Твој воскресение го славиме. А во петокот, после отпустот на часовите, крстот вечно и свечено се внесува во олтар. Словото за крстот за нас кои се спасуваме е сила Божја. На крстот Твој се поклонуваме, Владико, и светото Твое воскресение го славиме. Како што патник, заморен од долгиот пат, наоѓа одмор под разгрането дрво, така и православните христијани, исполнувајќи го своето духовно патешествие кон небесниот Ерусалим, кон Пасхата Господова, го наоѓаат на средината од патот. Дрвото крсно, за под неговата сенка да соберат сили за понатамошниот пат. Или како што пред доаѓањето на царот, кој се враќа од победа, најпрво доаѓаат неговите гласници, знамение и скиптар, така и крстот Господов и предходи на Христовата победа над смртта, а тоа е светлото воскресение. Крстот, драги браќи и сестри, ни е даден во својство на знамение на челото, како што на Израилот му било дадено обрезанието. Имено, преку него ние верните се разликуваме од неверните и се препознаваме. Тој ни е штит и оружје и спомен за победа над демонот. Тој ни е печат за да не се допре до нас истребувачот, како што вели во Светото Писмо. Крстот, драги браќи и сестри, е благ за секого и со издигнување на честниот крст токму во оваа крстопоклона недела, црквата уште не подсетува и на тоа дека доколку избереме крстот како начин на живот, како средство за распнување на стариот гревовен човек во нас, преполн со егоизам и погубни страсти, како лек за нашата од гревот разболена природа, тогаш ние несомнено ќе доживееме и воскресение. Ќе достигнеме до духовната слобода и вистинскиот спокој во љубовта Божја, ќе се исполниме со мирот Христов, зашто токму во тоа лежи големата тајна на нашата вера. Оти таму каде што е крстот, таму без друго е и воскресението. И дека во никој случај не може да има воскресение доколку најпрво не се појави крстот Христов. Во оваа света тајна крстот се наоѓа меѓу другото и одговорот на прашањето зошто сите луѓе во овој свет страдаат. Навистина неизбежно е да констатираме дека сите страдаат, и грешници, и праведници. Некако би можели да сватиме за грешниците, но зошто праведниците, зошто и тие страдаат? Прашуваат многумина. Христовата голготска жртва како печат на целокупниот негов самопожртвуван подвиг за спасение на светот, јасно не го одговара прашањето. Имено таму, на самата Голгота, биле поставени 3 крста. Во средината бил Христовиот крст, крстот на оној кој страдал без вина, кој пострада за гревовите наши, праведник на неправедните, за неправедните, и ги расширил своите раце на крстот, прегрнувајќи го целиот свет со неговата божествена љубов и љубовна преградка. Во левата страна, од левата страна имало крст на грешник и разбойник кој не секаел, туку напротив хулел, а од десната пак Христова страна така имало крст на грешен разбойник, но разбойникот кој искрено се каел и го исповедал Христа за Бог. Така, значи, сите ние страдаме, некој може би повеќе, некој помалку, но важно, сите страдаме.
Страдаме од многу работи, од болести, од навреди, од гонење, од глад, од жет, од осаменост, од нелюбов, страдаме од гревовите наши, од страстите наши, од егоизмот во нас. Меѓутоа, само они од нас кои ќе се покаат, кои ќе го прифатат лекот, кои ќе го прифатат страдањето заради Бога, само тие на крајот биваат спасени од страдањата и го наследуваат вечното блаженство, како што им рекол Господ на покајниот разбойник. Вистина ти велам, денес ќе бидеш во мојот дом. Да стоиме, драги браќи и сестри, постојано во подножието на нозете на распнатиот Господ, да учествувајќи во неговата крсна смрт, да станеме сопричесници и на неговото живоносно воскресение. Господ да не укрепува, да ни дава сили решително да се бориме со своите страсти, со стариот човек во нас и да се молиме добриот Бог да ја испрати својата благодат, да што повеќе луѓе да се разбудат, да ги отворат очите за своите души и да ја разберат големата тајна на крстот Христов, кој може да се разбере единствено преку постојаната молитва, преку секојдневното распнување за Бога и за ближните. Само на тој начин ќе можеме да го вкусиме Царството Божјо уште овде и да го наследиме во вечниот живот. Повелете, драги браќи и сестри, и утре сите заедно на светата литургија да му се поклониме и на честниот и животворен крст. Крст во кој што секогаш не спасува и крст во кој што секогаш преку него го добиваме вечното воскресение. Нека Господ Бог по молитвите на нашата заститничка Мајката Божја, Пресвета Богородица и на сите свети, нека ви дарува телесно здравје, духовно спасение, мир и напредок сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да сте живи и здрави. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Друштвото Кирил Печиновиќ од село Теарце свикува многу важен состанок на ден недела 19 март со почеток во 1 часот на пладне во салата за состаноци при Македонскиот културен центар при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Се повикуваат сите теарчани и отушишани да дојдат да се видиме после 3 години од пандемијата за да се дискутира и да се донесат одлуки за активностите во 2023 година.
se ljubezne, loša duma, ne rekokme, zar ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe, zar ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe. Nanosilo, tebe te nosa navenčilo, mene milo libe nanosilo, zar ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe, zar ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe. Tebe ti čuka kapanite, mene milo libe kapanite, zar ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe, zar ne ti je žalno libe, ama ni za mene, jazda umram se zaradi tebe. Твоята майка песни пее, а моята солзи лее. Твоята майка песни пее, а моята солзи лее. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене, аз да умрам се заради тебе. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене, аз да умрам се заради тебе. Аз да умрам се заради тебе. Пречистителна станица од тетовската фабрика Југохром мора да биде во функција, а трошоците на низиното функционирање ќе се покријат од буџетот. Ова го изјави министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова по средба со вработените на пречистителната станица за намалување на загадувањето со 6-валентниот хром во Југохром Алзар ДОЛ Јегуновце, фабрика која е во стечај. Состанокот беше инициран од страна на вработените од Југохром во стечај заради проблеми со исплатата на месечните приходи, побарување на дополнителни средства за дежурства во неработните денови, како и обезбедување дополнителна заштитна опрема. Пречистителната станица е објект во собственост на Југохром Алзар Јегуновце, а луѓето што се грижат за незино функционирање се вработени во компанијата. Од причина што оваа инсталација моментно е под стечај и не работи, а прочистувањето на водите што се излеваат од депонијата е од витално значење за заштита на животната средина и подземните води од 6-валентниот хром, Министерството за животна средина и просторно планирање ја превзема обврската да ги плаќа надоместоците за месечните плати на луѓето што оперираат со пречистителната станица, како и за хемикалиите кои треба да се набавуваат, односно трошоците за одржување на пречистителната станица, порача Шукова.
На состанокот министерката информираше дека за барањата на вработените веќе е разговарано со стечајниот управител и истите ќе бидат исполнети со новиот договор што ќе го потпише Министерството со стечајниот управител. Така ќе се обезбеди редовно исплаќање на платите, а решен е проблемот со здравственото осигурување. Министерството ќе направи напор да ја обезбеди заштитната опрема за вработените. Свесни за важноста на работата на пречистителната станица, останува да се следи состојбата со стечајната постапка, од која ќе зависи иднината на вработените, порача Шукова. Nemam komu da ja kažem moita prikazna grudkav gradi što mi teži da si olesna. Mladi bef me, ludi bef me i se sakat me večna ljubav tvrdo groba si večna ljubav da me javide kleta sudba kako sablja nas ne preseče. Toj si samina, pusta tuđina, a sad nego prazna kuća mali dečinja, a dečinjata si porasla da go vida s mojo tatko si posaka. Moj život taka mina bez ubavina, jazgi krijev moj te solzi da me gi vidat. Dvete deca slika nosat, slika negova, zada zna neka nese, ej siračinja. Neko je rekao večna ljubav da me javide, kleta sudba kako sablja nas ne preseče.
Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски ја посети јавната општинска установа Дом за стари лица Сју Рајдер, каде во тек се работни активности за инсталација на 30 соларни панели. Инвестиција во вредност од околу 2.750.000 денари е од собствени средства на установата, а директорката Марина Крстич го информираше градоначалникот дека завршени се и други активности, меѓу кои санација на покривот на магазинскиот простор во вредност од 290.000 денари, а во делот на опрема извршена и набавка на нова професионална машина за перење и одржување на текстил во вредност од 420.000 денари. Директорката Крстич најави дека во следниот период е планирана и набавка на други машини за установата, уредување на просториите и дворното место, како и голем број на нови програмски активности за корисниците на социјалните услуги на установата. Сепак директорката нагласи дека листите на чекање за згрижување на стари лица и понатаму се долги, со што најголем недостаток во моментов не се просторните капацитети, туку човечките ресурси кои треба да се грижат за старите лица и објектот. Во врска со потребата за решавање на проблемот, Домот Сју Рајдер во соработка со општината минатата недела испратија второ барање до Министерството за труд и социјална политика за добивање на согласности за вработување во старскиот дом, со кој ќе се зголемат можностите за згрижување на стари лица во установата. Филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Тренда филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Јас ке ти купам свилено фустанче, донема вино. Да те гледам, то нема вино, тренда филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Тренда филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Китка шарена немирисана. Тренда филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Да те гледам, то нема вино, тренда филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Тренда филчето, кара филчето, китка шарена немирисана. Тренда филчето, кара филчето, китка шарена
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Друштвото Кирил Печиновиќ од село Теарце свикува многу важен состанок на ден недела 19 март со почеток во 1 часот на пладне во салата за состаноци при Македонскиот културен центар при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Се повикуваат сите теарчани и отушишани да дојдат да се видиме после 3 години од пандемијата за да се дискутира и да се донесат одлуки за активностите во 2023 година. Ке се мажам мајчице, ливе бурми донесе, од срце ме побара, да му бидам невеста, невеста на љубава, да му бидам кралица, да ме љуби до века, од срце да ме венчава. Spremaj majko darove
Привлекување на работници од странство или доквалификација на домашните работници треба да се прави за да не се влоши состојбата со недостиг на работен кадар, порача од Тетово Фатмир Бетиќи, заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, по посета на компанијата за производство на стакло Glass Flex, која работи во состав на Тетовската технолошко-индустријска развојна зона. Ова треба да се прави за македонското стопанство да биде конкурентно поради новата ера на индустриализација, рече тој. Не можеме да оставиме нашите стопанственици да останат неконкурентни, кога другите земји во регионот, па и во Европската Унија го прават истото. Во Србија, Албанија, Црна Гора, Босна, па и Косово веќе има работна сила која доаѓа од далечните региони, затоа што компаниите мора да забрзаат во креирање на својата конкурентност и нормално зафаќање на новите пазари. Ако ова не го направиме за 2 до 3 години, за жал ќе биде состојбата уште потешка, затоа што голем број од компаниите ќе треба да затворат, затоа што не можат едноставно да издржат. И затоа велиме дека евентуалниот увоз, тоа го викаме либерализација на трудот, овозможува да се зголеми конкурентноста на нашите компании за да креираат нови работни места, а секако нашите граѓани секогаш треба да бидат на прво место. Но заедно со нив треба да работиме на нивна доквалификација, истакна Бетиќи. Менаџерот на фабриката Гоце Пешов посочи дека иако имаат добри плати, не можат да најдат работници, особено квалификувани кадри. Тој вели дека помошта што ја дава државата треба да се насочи и кон оваа област. Имаме доста проблеми со обучени кадри кои што во моментов недостасуваат во нашата држава, така што сме спремни секогаш за нови кадри, оператори кои што можат да работат на ваков тип на машини. Дури и овде очекуваме некаква помош од државата која што може да делува на носење кадри и од странство по потреба. Ние имаме во моментов околу 60 вработени, а на годишно ниво имаме потреба од зголемување на работната сила за 25%. Заменик председателот на владата Бетиќи рече дека ќе мора да се работи на преквалификација на работната сила за да одговара на новите текови на економијата и индустриализацијата. Представникот на владата потсети дека на крајот на 2022 година се исплатени рекордни 23 милиони евра државна поддршка кон 410 компании. Srce to mi ostavi. Mnogo je teško verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško verno da ljubiš, takav srce to mi ostavi. Беше верна, ниту пак беше права вистина. Јас да те љубам, друг да те имам, каде и што сум не се знаев јас. Многу е тешко верно да љубиш, верно да љубиш 9 години. Многу е teško, verno da ljubiš, taka srce to mi ostavi. Ako ja sumram, ti se molam, ti da mi dojdeš na grobot moj, sozi da rovniš i da me žališ, stara ljubov što si
ima me. Mnogo je teško, verno da ljubiš, verno da ljubiš, tebe to diri. Mnogo je teško, verno da ljubiš, da ga srce to mi ostavi. Makedonija. Makedonija. Во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид е извршена првата операција на рбет со употреба на најновата генерација роботски микроскоп. Како што објави на својот Facebook профил неврохирургот доктор Митре Милошевски, со извршениот зафат установата држи чекор со најголемите вертебролошки центри, со над 120 вертебролошки и операции на нерви и на отворен мозок. Свети Еразмо е рамо до рамо со клинички центар и заслужува да има ваква најсовремена апаратура која дава огромна сигурност на пациентите и значајно го скратува нивното време траење. Пациентите, медицинскиот тим и хирурзите го заслужуваат тоа, напиша Милошевски на својот Facebook профил. Тој истовремено изразува надеж дека после оваа операција и соодветен тренинг болницата ќе биде опремена со таква модерна апаратура со што ќе може да се смести во редот на најсовремените центри за вертебрологија во Европа.
твоите крилја. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Друштвото Кирил Печиновиќ од село Теарце свикува многу важен состанок на ден недела 19 март со почеток во 1 часот на пладне во салата за состаноци при Македонскиот културен центар при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Се повикуваат сите теарчани и отушишани да дојдат да се видиме после 3 години од пандемијата за да се дискутира и да се донесат одлуки за активностите во 2023 година. Блазена ергелите, тешко на женетите. Блазена ергелите, тешко на женетите. Тешко на женетите, оти не ги пуштат невестите. Тешко на женетите, оти не ги пуштат невестите. Блазе си на момите, тешко на мажените. Блазе си на момите, тешко на мажените. Не се кара со свекрвите, не се тепа со јатрвите. Не се кара со свекрвите, не се тепа со јатрвите. Прости ми срце моје, што друго не ке можам да ти подарам. Од љубов кога патиш, со болка ке си платиш, љубеше искрено. Прости ми срце моје, што друго не ке можам да ти подарам. Од љубов кога патиш, со болка ке си платиш, љубеше искрено.
Kako da ti rečem, mila, ostani, kako da ti rečem, da ne zaplačam. Srcevo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Kako da ti rečem, mila, ostani, kako da ti rečem, da ne zaplačam. Srcevo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Neja život davam, makavo ogan stavam, da ja osvojam. Sodrug si odi sega i da se vrati nema me zamorava. Za neja život davam, makavo ogan stavam, da ja osvojam. Sodrug si odi sega i da se vrati nema me zaborava. Kako da ti rečem, mila, ostani, kako da ti rečem, da ne zaplačam. Srcevo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Kako da ti rečem, mila, ostani, kako da ti rečem, da ne zaplačam. Srcevo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Dušava bez tebe koga mi umira. Правилникот кој општина Тетово го изработи со цел да се спогоди за штетата со граѓаните доколку бидат повредени од каснување од куќе скитник е оспорен пред Уставниот суд. Оваа одлука која е донесена од Советот на општина Тетово е оспорена од адвокатот Дарко Котески. Како неуставни се оспорени и критериумите за добивање на штета. Советот на општина Тетово нема надлежност за донесување на оспорениот правилник и затоа оценувам дека е спротивен на Законот за локална самоуправа. Таа надлежност му припаѓа исклучиво на градоначалникот. Правилникот е спротивен на член 8 и член 51 од Уставот. Ги оспорувам и критериумите за утврдување на висината на надоместокот на штетата предизвикана од куќе бездомник, според кои граѓаните се поделени според возраста за добивање одштета, вели адвокатот Дарко Котески. И од Уставниот суд информираа дека во текот на февруари, меѓу вкупниот број на 21 нов предмет кои се оформени, се наоѓа и предлогот на тетовскиот адвокат. Сите овие предмети се предадени на работа кај тимови од судии и советници и се во почетна фаза од работењето, односно во претходна постапка. Уставниот суд допрва ќе ги испитува наводите во иницијативите и барањата и ќе оформи поединечни реферати кои ќе содржат предлози за гласање на седница, информираат од Уставниот суд. Правилникот беше усвоен на седница на Советот во 2022 година. Секој граѓанин кој ќе биде повреден од бездомно куќе ќе добие предлог за спогодба и можност за надоместок од 30 до 100.000 денари во зависност од тоа колку ќе определи соодветна 5-члена комисија за постапување по барање за надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни куќиња на подрачје на општината. Има критериуми за утврдување на надоместокот по кој ќе се раководи комисијата, при што материјалната и нематеријалната штета за повредени се проценува врз основ на видот на каснување 5, 10 или 15 поени, бројот на каснување, степен на претрпен страф, возраст и последици кои настанале од каснувањето. Врз основа на критериумите и поените, надоместокот може да биде од минимални 30.000 до максимални 100.000 денари. До барателот се доставува спогодба со која се предлага висината од надоместокот на штетата, која може да ја прифати или одбие.
донесе мене. И тој ден ми огреа, радост донесе. Срца наши денес ние ке крунисаме. Сите нека пеа, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавнат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја смешам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Душо моја упава, моја најмила, сакам денес да ми бидеш ти највесела. Јас ке плаќам свирачи да не престанат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеа, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавнат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја смешам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Сите нека пеат, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавнат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја смешавам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Еднаш јас живеам. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово во соработка со Музеот на Тетовски крај в недела 19 март ќе организира свечаност со цел обележување на јубилејот 80 години од формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Основањето се случило на 19 март 1943 во една куќа во Тетово, која денеска е меморијален музеј на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, позната како куќата на Јовановци во населбата Два Бреста, каде и ќе се прослави јубилејот во недела со почеток во 11 часот. На оваа прва седница на 19 март 1943 година донесени се повеќе значајни одлуки за понатамошниот тек на народно-ослободителната и антифашистичка војна. Се формираат 5 областни комитети во 5 оперативни зони, формирање на поголеми воено-оперативни единици, баталјони и бригади, да се зголеми политичката активност, да се формира штаб на првата оперативна зона и друго. Централниот комитет го сочинувале Лазар Колишевски, секретар, Мара Нацева, организационен секретар, Кузман Јосифовски Питу, член, Цветко Узуновски Абас, член и Бане Андреев Ронката, член, информираат од Сојузот на борци од Тетово. Ова почитувани би била и последната информација во денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За крај, за најмладите во нивното катче, ќе ја чуеме приказната Царевото ново руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото ново руво.
Се живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да искајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми искајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ке си ја спакувале в торба и ке си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Набргу царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке биде ли скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели?
го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или може би не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со непознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејки ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои.
Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.